2 до 3 деца со симптоми на вирусот Коксаки пријавуваат педијатрите на дневна основа. Докторите објаснуваат дека станува збор за многу честа вирусна инфекција во есенскиот период. Најчесто ги напаѓа кожата и слузницата, каде се појавува исип на дланките, стапалата. Многу често има и конјуктивитис на очите. Најчесто се појавува кај децата во предшколска и школска возраст, објаснува Мира Атанасова, педијатар. Постојат два типа А и Б, меѓутоа полесен тип за нас као педијатри е А типот, затоа што има стварно локализација што ние можеме да ја видиме. Потешките форми, верувајте се, ретки, знаат да засегнат срце, мозок, белодробие, други внатрешни органи, меѓутоа навистина тие форми се многу ретки. Најчесто вирусот се пренесува преку директен контакт. Заразените треба да бидат на домашно лекување до 1 недела со антивирусна терапија и да не се зема антибиотик на своја рака. Болеста се пренесува од близок контакт со болен, најчесто и тој орално-фекален пат. Дури имаат ризики тие што работат со бебиња и со дечиња, кога ги менуваат нивните пелени. Значи да се обрне внимание, овде треба само на превенцијата. Превенцијата е најголема заштита од Коксаки вирусните инфекции. Сепак го пренесува еден вирус што е ентеровирус, тој спаѓа исто во група на херпес вируси. Атанасова објаснува дека овој период многу чести се стомачните вирози и коронавирусот, таа со препорака старите лица и хронично болните да се вакцинираат против грип. Пријавата за вакцина веќе е во тек на вакцинација.мк.